Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани гледачи. Добро дојдовте во петочното издание на Гласот на народот. Во обичаен термин, меѓутоа невообичаено што вечерва имаме ултра ексклузивен соговорник кој, верува или не, секогаш велам дека ќе го исполни се тоа на ваше очекување што ќе биде овие 90 минути. Македонија одбележува 35 години од незината независност. Македонија заслужува се што треба да се направи да овој празник на независноста биде исполнет со сите ваши пораки, вашите чувства, вашата љубов, вашата критика, вашето барање да биде најголемото, највисокиот пиедестал. Зошто? Вие го заслуживте. Ова што сакам во интерес на времето, ова е 90 минутен формат и верувам дека нема да биде простор во кој ќе речете многу е слободен. Не. Вечерва верувам дека овие минути бргу ќе заминат, но ќе речете има ли уште. На срце ми лежи, на душа ми тежи е мојата рубрика во која сакам да кажам. Што да кажам? Ни да плачеш, ни да жалиш, ни да се смееш. Да се смееш од глупостите што се случуваат катодневно, поред. Па луѓе мои, кај се видело и чуло да правите на хистерија на народот? Прво, ова политичка гарнитура дојде со единствена цел да ви ја врати довербата, да ви го врати дигнитетот, достоинството, бидејќи некој ви го скршил достоинството, ви ја одзел смејата, радоста, националниот трезор, а тоа е вашето име на државата, идентитетот, јазикот и сето она, кој не е на продажба. Секојаш велам, луѓе, дали ова има некаде во светот? Не, го нема. Ова држава е држава на експерименти, во која имавме пред неколку часа одбележување на еден повторно експеримент, тоа е Охридски договор, Framework Agreement, каде во светот нема таков. Македонија е мултиетничка, по Божја волја. И еден покрај друг треба да живееме. Кој да се Бог ги донесе тука да живеат со нас, покрај нас. Не смееме да се мразиме. Ако одиме у Германија, нашиот сосед од Судан, Египет, Кина и така натаму. Таму викате на германски good morning, на англиски good morning, на француски bonjour, на италијански buongiorno и ќе се почитувате. А овдека тешко е да си речеме добро утро, добар ден. Дури во лифтот, кога се возите во зградата, на комшијата не си викате добро утро. Зошто е таа омраза? Зошто тој стереотип? Зошто ти се пие предрасуди? И како сакате нашата генерација, што ја оставаме за нас, да живее во омраза, во недоверба, во нетрпеливе, непатриотизам? Патриотизмот се раѓа во ембрионот, значи генетски. Бог ни го дал тоа, да се сакаме татковината, вика конкордијам, патријам, фирмат. Со слогата зајакне татковината. А што имаме ние? Ја продаваме татковината, ја предаваме татковината, ја палиме татковината. Дојде политичката гарнитура да го врати тоа. Што им се случи? Веднаш пожари. Народна забелешка. Сакали или не? Не од Бога. Бог не пали, Бог гаси. Бог не убива, Бог смирува. Но како може наеднаш сите села, неалбанско население, беа во пламен. Македонија во пламен. Ово зборам 20-24. После се случи некоја општина кои не беа мили на таа паравојка,
народна забелешка и запалија некои стрништа. Еве и денеска, во континуитет, водата, луѓе, водата, да пуштате такви гласини дека има и шерихија коли и некои други работи водата, тоа е нонсенс. Нонсенс. Па луѓе, дали ова го има негде во светот? Никаде. И како сакате вие да бидеме примени некаде? Нема. Нема казнивост, нема одговорност, нема и да рече една најблиска моја роднина вели Слободане, што сакаш? Дали виде некој политичар да биде во затвор? Дали виде некој политичар криминалец да ги врати парите? Не. И што сакаме од оваа држава? Значи, ние сакаме тоа што заслужува. Ние сме даночни обврзници и ние треба да го избираме политичкиот амбиент кој треба да се спротистави на секоја наезда. А што имаме? Најголемиот лопов вика држте го лоповот. Крадецот е, да речем. 7 години на власт, 36 милиарди буџетски средства се украдени, никому не му фали. Го слушнаме човекот што беше во куќен притвор, као да беше во хотел, Калифорнија. Тоа не може. Кој направил кривично дело, има меѓународна потерница, мора да биде пред излицето на правдата, како сите злосторници или сомнителни луѓе со презумпција на невиновност, јас се почитувам, таму кај што е местото. Дали е црна кутија, дали Ахмети што вели Влен, Артан Груби, или бегалката Ковачевски, и кој да е. Ако е за Груевски треба да ја кажа вистината и јас немам ништо против господинот Груевски да се изјасни пред лицето на правдата. Но тука имавме, господо моја, македонци по роди државјанство, имавме октроирани изјави, процеси монтирани кои луѓето треба да одговараат со живот. И нормално е демократски рече, јас ми е страв да се пред ваква судска организација, јас да давам одговори на нешто што не заслужуваат, кога некој ви монтира случај. Конечно. Верувам дека ова што јас го велам на срце ми лежи, на душа ми тежи, беше за водата. За водата. Па го видовте през главниот човек на Скопје, дојде почитувани и ги исчисти волканиците, ги исчисти на предходниците. Па еве, наш сограѓанин од албанска провиненција вели градот мириса на шампон. Некој ќе си поигра. И конечно, Орце Георгиевски се напи вода. Што вика чешмовача. Втора поред во Европа. После Австрија и Виена, македонската вода е чиста. А колку е чиста вашата душа? Вашата совест останува на самите. Нека биде ова само е мојата рубрика. Да, ви ќе имате простор уште 82 минути. Да ве поздравам од мојата екипа. Кристина Томич, главен продуцент, дизајнер на програмата. Тоа е Ивана Алексовска, главен инженер во режијата. Господинот Жан Станоевски, првиот човек што ќе биде со мене вечерва, преведувач од Костан компанијата, и нашиот програмски уредник Владимир Котевски, кој ни ја организира и ни ја дефинира вечерашната емисија. И мојата маленкост, Слободан Томич, вашиот домаќин. Останете со нас, се враќаме веднаш по джинглот. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Најголем избор на ТВ канали вклучени во преплатата. Гледај над 300 ТВ канали. Враќај програмата во живо до 7 дена наназад. И уживај во видеотека со над 10.000 филмови и серии. Искористете ја ексклузивната можност да ја пробате нашата стриминг платформа Move. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Силно светнал ден, да, инспирирана од Коста Рацин. Тоа е работниот наслов на таа манифестација што оди низ цела Македонија во 10 града, да одбележи таа убава манифестација. Па се слуша колку чини. Нема цена.
која е за Македонија, нема цена. Еве, одиме со една прва, тоа е, знаете, дека е Entertainment, исто 8 политички магазин, и е Entertainment или забавен, а тука е забавата што сите ќе ја споделиме. Земја Македонска, што е во рамките на караванот на манифестацијата Силно светнал ден. Да гледаме. Против твојот стих. Да, почитувани, тоа е само една овертира, нека биде само една најава, како ние во наредните денови ќе дадеме сегменти. Еве, уште еднашка ќе кажам добро вечери за тие што не гледаат и добродојдовте во ова издание, но вечерашната емисија е сосема поинака од другите. Ова не е само телевизиски разговор, ова е сведоштво на човек кој беше таму. Човек кој во едно од најчувствителните поглавја од современата европска дипломатија беше непосредно вклучен во обидите да се пронајде решение за грчко-македонскиот спор околу името. Наш гостин е неговата екселенција Робин О'Нил, дипломат од првите европски представници и посредници во овој спор и човек кој е неразделно поврзан со предлогот Република Македонија Скопје. По повеќе од 3 децени вечерва, почитувани, имаме можност да го прашаме што навистина се случуваше зад затворените дипломатски врати, каков човек беше Киро Глигоров, каква визија имаше првиот македонски претседател, како се роди формулата Република Македонија Скопје, дали тоа можеше да биде решение и дали Европа тогаш можеше да покаже повеќе политичка храброст. Но ќе одиме и подлабоко. Ќе разговараме за Букуреш 1913, за историските трауми што Балканот се уште ги носи со себе, за преговорите со Грција, за пропуштените можности и за Преспанскиот договор, а потоа и за денешна Македонија, за Бугарија, за новите блокади, за францускиот предлог, за преговарачката рамка, за прашањето дали билатералните спорови повторно стануваат инструмент за условување на европскиот пат на Македонија и ќе го поставиме можеби на важното прашање: каде завршува европскиот компромис и каде започнува политичката капитулација? Почитувани, ќе најдам на разбирање, бидејќи тука ми е Жан Станоевски од Костан компанија, ќе го реализирам разговорот на англиски јазик. Останете со нас, немам потреба джингл, бидејќи да го поздравиме нашиот соговорник. Good evening, Ambassador, and welcome in our program, Voice of the People. Thank you. Dear Ambassador, again, sincerely for us agreeing to speak with us, I regard this interview not simply as a journalist conversation, but as an opportunity more than 3 decades later to hear firsthand on testimony за можностите кои што беа на располагање пред 3 децени и сега од прва рака да чуеме од човек кој што беше директно инволвиран во едно од најтешките дипломатски прашања на Балканот. Вашата улога е промовирање на формулата на Република Македонија за Скопје. Вашето со првиот претседател Киро Глигоров и вашето искуство во преговорите представува исклучително важен дел од современата европска дипломатска историја. Јас би сакал да ви го поставам првото прашање. Кога за прв пат вие бевте вклучени во спорот помеѓу Македонија и Грција во врска со името? In July Во јули 1992, 92 Обединето кралство и го имаше председавањето со Европската заедница и во тој месец организираше конференција на сите членки на Европската заедница за да дискутираат заедничка политика во правец на решавање на Federal Republic of новата Yugoslavia. решавање на проблемот со Федерална република Југославија или Федеративна република Југославија. Која беше вашата првична проценка на суштината на спорот? The dispute
спорот беше само беше во настанување. И јас делував како секретар за организација на таа конференција и по нејзиното завршување бев поканет од министерот за надворешни работи на Британија да и го преземам председавањето и да бидам представник за Македонија. Дали веќе тогаш верувавте дека ова не е само спор за името, туку и прашање за историја, идентитет и стравови? Не знаев колку тешко ќе биде и колкав ќе биде обемот на мојата мисија. Тоа го дознав кога првиот пат го посетив Скопје на почетокот од септември 1992 година. Амбасадоре, како европските дипломати тогаш гледа на ставот на Македонија во тоа време? Ми се чинеше дека тоа ќе биде прашање на едноставен договор помеѓу држави, како што секоја од републиките од бивша Југославија беа третирани. Како ја разбравте грчката позиција? Јас веднаш ја разбрав дека за Грција ова беше особено тешко прашање и во Европската заедница и покрај тоа што сите земји работеа да дојдат до заедничко решение, беше прифатено дека ако една земја каже дека тоа е од особена важност за нас, тогаш другите земји членки ќе требаше да се сложат со тоа и да тој став на таа држава го прифатат. И во овој случај Грција не беше среќна што Европската заедница одеше во правец на признавање на Македонија под името Република Македонија. Дали може да фокусирате камерата? Ве молам, благодарам. Моето наредно прашање од ваше лично дипломатско искуство, како вид на човек беше Киро Глигоров? Тоа е втор дел од прашањето, затоа што знам дека бевте многу добри пријатели со нашиот прв претседател на Македонија. Имав многу почит, висока почит кон претседател Глигоров. По мене, тој беше единствениот лидер на новите републики од бивша Југославија, кој што цело време работеше во правец на спречување на конфликти со другите републики, со соседните држави и со етничките групи во самите републики. Како би го пишале вашиот однос и пријателство со него? Претседателот Григоров ме третираше во цело време со љубезност, и на крајот на мојата мисија тој ме покани, мене и сопругата, да дојдеме во Македонија на одмор. И останавме во куќата на владата и на првото утро, кога имавме појадок во тој објект, претседателот Глигоров дојде да ни посака добре дојде и да на тој појадок ни се придружи
И тоа беше гест на kindness, голема one which љубезност I did not expect. и тоа е нешто што не го очекував од I was председателот. enormously Јас бев исклучително благодарен на него за тоа. Екселенцијо, колку беше важна можноста и личноста за време на првите години од независноста на Македонија. Колку неговата личност беше важна. За време на овие првични години тој работеше да го одржи мирот и да се обиде да донесе да албанската заедница во Македонија да ја вклучи во животот во државата, така да републиката не биде поделена, туку да остане унитарна, а да не се случи она што се случи на пример во Босна. Дали Глигоров имаше јасна визија за тоа како да го заштити македонскиот идентитет и спречувајќи конфликт со Грција? Председател Глигоров имаше пред себе една тешка ситуација. Сите соседи на Македонија имаат тешкоти со новата република на различни начини. Грција, Албанија, Србија и Бугарија. Сите има своји спорови, ако сакате така да ги наречеме, со Македонија, и председателот Глигоров се обидуваше да најде основа за добри односи со сите тие држави. Последно прашање во овој циклус на прашања ќе биде: што останува најживо во вашето сеќавање од вашите разговори со господин Глигоров? Модерацијата, односно скромноста со кој што тој пристапуваше на прашањата, но и исто така и неговата неприкосновеност на принципите на Европската заедница и на целиот свет, дека мора да прифатат дека новата република ќе го задржи во своето име зборот Македонија. За него тоа беше суштински принцип. Амбасадоре, ќе направам пауза овде, затоа што преферирам да пуштам една кратка музичка номера по повод нашата 35 годишнина од независноста. Мојот режисер и уредник ќе го пушти тоа, ќе се вратиме многу брзо во студиото. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Почитувани, како што гледате, навистина, мојата маленкост заедно со мојот тим успеавме да обезбедиме ултра ексклузивен соговорник. Тоа е господинот Робин Онил, прв европски медијатор во грчко-македонскиот спор и автор на формулата Република Македонија во заграда Скопје, која да беше да поминеше, не ќе дојдеше до ова што се случи со Преспа. Одиме со вториот, односно третиот циклус на прашања. Тоа е Република Македонија Скопје формулата. Your Excellency, as I say, in Macedonian Само што кажав на македонски, продолжуваме со прашањата со Република Македонија Скопје. Вие сте тесно поврзуван со предлогот Република Македонија Скопје во заграда. Како и кога оваа идеја се појави? Таа идеја произлезе од Македонија, од македонската страна. Тоа беше предлог од македонската страна со намера, со обид да се отпорот на Грција да се ублажи и да тоа биде името на новата република, каде што грците бара новата република да не го содржи името Македонија во себе. Тоа не беше прифатливо за македонците, но како компромис пак тие го понудија името Република Македонија во заграда Скопје
И јас of the government of Greece. ја прашав грчката влада за тој предлог тогаш. What was the essential logic Која behind беше суштинската логика позади оваа формула? That it preserved Дека таа ги заштитува, Macedonia, го заштитува името Македонија, it made но исто така this was a и different укажува на тоа дека тоа е различна република the province од провинцијата in Greece. Македонија што е во Грција. I found it Јас a complicated name for the new republic. Јас тоа го сметам за компликувано име за новата република Unusual one. и невообичаено. Не едно невообичаено име, но The government of Greece го поставив тоа, го прашав тоа as на a solution во владата to the во problem. Грција, дали тоа би представувало решение за проблемот? did you believe Дали that, верувавте дека this formula оваа could формула provide a може compromise да without доведе до компромис без да се доведе во прашање македонскиот национален идентитет? That was Тоа a беше matter really for the people of Macedonia прашање кој што ги засегаше луѓето во Македонија. offer. И по мене тоа представуваше компромис со заштита на принципот на името Македонија New republic. за новата република. how did the Како македонското лидерство, react раководство реагираше на вашиот предлог? Well, that proposal Тој предлог came произлезе first of all најпрвино од from the Macedonian leadership, македонското раководство and it reflected и ја рефлектираше put to me, принципот кој што I think, by the foreign сметам minister, дека како министер за надворешни работи, the republic велејќи дека републиката perhaps може би not been here не сме овде as long as the Greeks, колку што се грците, да but речеме, we arrived но еве in и the century ние пристигнавме некаде во 6-тиот век ever since. и од тога сме овде We населени. are not Macedonian. Ако не сме македонци, What are we? што тога сме? Your Excellency, Екселенцио, did the Greek side како грчката страна реагираше? The Greek side Грчката страна инсистираше that многу the пати name of the new името на новата република да не содржи word, збор Македонија. and that made my И negotiations тоа very difficult. исклучително ги отежна нашите и моите преговори тука. Ambassador, Амбасадоре, the benefit of the right side. Do you believe дали that сметате the дека Macedonia's Република Македонија Скопје outcome можеше да стане трајно решение? I doubt it. Се сомневам, како што It реков, was a complicated тоа name, беше компликувано име unusual и многу невообичаено international во relations, меѓународната пракса but и односи, но it was certainly тоа секако беше it could have been an answer. и може да биде одговор за проблемот. Do you believe that Дали верувате дека Европа и во тоа време може да покаже поголема политичка храброст? Yes, Да, but но as I said, како што реков, the principle had been принципот accepted беше прифатен in the European во Европската заедница, said, каде што ако една земја не се сложува со некое решение, тогаш тоа не може да биде прифатено was respected. и дека тој став ќе се почитува на таа држава. I have И a particular јас that особено се заложував тука, затоа и тука бев нарекуван, тоа беше воспоставено пред да ги преземам одговорностите тука, said дека I was not really a mediator. не бев медиатор, I was вистински. there Јас бев тука поставен да се обидам да не го разбрав ова, за жал,
ако може да повтори, да го замолиме да повтори последната реченица. Нашиот гостин. Одиме до третата рунда на прашања или веќе четвртата. Ова се првите години од независноста. Екселенцијо, како ја проценувавте позицијата на Македонија за време на првите години по прогласувањето на независноста? Првите години беа тешки за Македонија. Србија и не го слушам. Со прекини го слушам. Многу нешта беа од Србија однесени, одстранети. За Македонија економските врски кои што беа толку важни во федералните, како дел од федерацијата во Југославија, секоја наголем дел од фабриките беа затворени и Македонија беше континентална држава без излез на море и имаше тешки потешкоти да продолжи со својата економски развој и економијата беше ставена во големи тешкоти и особено проблемот со малцинството кој што говореше албански јазик исто така беше дел од таа состојба. Дали меѓународната заедница го разбира чувствителноста на македонското прашање? Не. Не сметам дека тоа воопшто го разбира. Што сакаа да направат беше да видат мир во Балканот, на Балканот, значи генерално да владее мир и тие прифатија дека ова нема да биде можно се додека статусот на Македонија остане нерешен, остане под прашалник. Екселенцијо, колку овој спор со Грција влијаеше врз евроатлантскиот пат на Македонија? Го отежна прилично, затоа што Македонија сакаше да стане членка на Европската заедница и најголем дел од земјите членки од Европската заедница сака исто така да видат Македонија да стане дел од Европската заедница. Но отпорот на Грција и подоцна на Бугарија ја оневозможија таа желба и тоа го направија невозможно. Дали сметате дека Македонија беше ставена во позиција каде што постојано очекува да однесе се очекува да направи отстапки или да прави отстапки? Да. Затоа што поради ставот на Грција единственото решение се сметаше дека ќе биде да Македонија треба да најде име кое што не ја го вклучува зборот Македонија во себе, ни тоа не беше прифатливо за Република Македонија. Ова беше последно прашање од четвртата рунда прашања. Ако дозволите, би сакал да додадам нешто пред новата рунда на прашање за Букурешт, за Букурештскиот договор. Како дедо на две прекрасни внучиња и во целата моја професионална кариера и кариерата на мојот син, кој што беше голем патриот, многу добро ја познаваше историјата, но трагедијата не погоди прилично страшно и не напушти од овој живот. Но јас сум многу горд затоа што многу добро ја познаваше историјата на Македонија.
Тој беше горд на македонскиот народ, на македонската нација и моето мислење клучно што сакам да го кажам овде е за кој дел од историјата ќе остане за нашите генерации за Букурешткиот договор. Ова е причината што сакам да започнам со неколку прашања за Букурешт и за тежината на историјата. Прашањата, екселенција, оваа година, пред неколку дена, на 14 август, се славеше 113 годишнина од договорот од Букурешт, а оваа година 113-тијата година откако е потпишан Букурешткиот договор. Колку вие сметате дека има тука последици од овој договор и колку тие се уште влијаат врз македонското прашање? Тој договор ја одреди судбината и ја отежна судбината на Јужниот Балкан. Пропаста на империите секогаш носи своји немири и кога Османиското царство се распадна, остави голем број на други држави кои што беа со голема желба да ја презема територијата, која што земите во кои што бараа своја слобода. Дали европска дипломатија доволно го разбира историскиот контекст на Македонија? Не, сметам дека поради, како што рековте, пред повеќе од 100 години, мислам дека тоа се уште не е добро разбрано во Европа. Колку историјата ги комплицира дипломатските компромиси? Сметам дека секогаш тоа ќе влијае и ќе продолжи да влијае врз државите и ќе треба да имаме влади со храброст кои што ќе се борат за иднината, да ја превладат минатото и светот од 1913 година, дека не е тука веќе со нас, дека сега живееме во 21. век. Дали Балканот се уште плаќа цената за нерешените прашања од минатото? Сметам дека сите како држави ја плаќаме цената на нашите историја и минато и не можеме да избегаме тоа секогаш ќе влијае врз нас. Екселенцијо, ја почитувам вашата возраст и сакам уште еднаш да одиме со мала пауза, затоа што за мене голем предизвик и привилегија што одлучивте пред неколку дена кога почнавме со прославата на 35 годишнината од нашата независност и кога вие одлучивте дека сте во состојба во живо да бидете во интервју со нас и исто така и со колегата Метју Нимец разговарав пред 2016 година и тоа е за мене голема привилегија да го објавам ова интервју во мојата 4-та книга што ја подготвувам скоро да излезе од печат, насловот Македонскиот шах на Балканот и за мене е голем предизвик уште еднаш ова да можам да го градам исто така и во мојата книга. Нашиот режисер, нашиот уредник сега ќе направи кратка пауза па продолжуваме. На половина сме дојдени од нашата емисија. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме.
Драги почитувани гледачи, навистина знам дека сте со нас. Има зошто да бидете со нас. Му благодарам на Жан Становски, кој неуморно го преведува ова ексклузивно интервју, животно дело, да речам, во секој случај, и на господинот Робин О'Нил, 35 години, независна Македонија и неговото сведоштво. А еве, само за една илустрација кажав дека истата ситуација јас ја реализирав 2016 со господинот Метју Нимиц. Еве да ви доловаме на една слика што бев 3 јули, да, бев во Нью Йорк во резиденцијата на господинот Метју Нимиц и го реализирав исто така животното дело негово во мојата прва книга. А ова дело со господинот Робин О'Нил ќе биде во мојата 4-та книга Македонија, шаховска табла на Балканот. Ние продолжуваме и натаму со прашањата. Your Excellency, we continue. Ќе продолжиме со нашата наредна рунда на прашања. Еден детал овде. Кој го направи ова? Еден детал забележи. Мојата сопруга сака да плете. И таа таписерии прави. И ова се различни фигури кои што ги прави. И тоа е еден вид плетиво, еден вид од пред 20 на години го има правено. Мој комплимент. Прекрасно е. Шестата рунда се однесува на преговорите со Грција. Кои беа најтешките мигови во вашето дипломатско искуство со грчката страна? Тешкотиите беа со Грција водеа во правец на тоа да тие никогаш не сака да прифатат дека ова се преговори. Тие смета дека мојата задача беше да и наредам на Македонија да си го смени името. И јас имав една средба со премиерот на Грција, господинот Мицотакис во тоа време, каде што тој кажа значи ако Македонија прифати друго име кое што не се содржи во Македонија, секи биде убаво, ќе има многу изобилија, ќе почнат да течат нафта и газ, кои што во тоа време беа блокирани, повторно ќе продолжат да течат кон Македонија, но ако се одбијат да направат таква одставка, тогаш животот ќе им биде многу тежок на луѓето во Македонија, ми кажа тоа. Екселенција, кои беа принципите на грчките грижи? Кои беа најглавните грчки грижи? Мислам дека најголемата грчка грижа во целосно беше прашањето на грчката политика. Секако дека имаше луѓе на северот на Грција кои што беа поврзани, се поврзуваа со името на Македонија, но во суштина тоа беше политички спор во самата Грција. И можете да видите кога неколку години покасно името Северна Македонија беше постигнато како решение за името на републиката и тоа беше прифатено од мнозинството на населението во Грција. И ете, конечно беа спремни да видат компромис. Дали сметавте дека грчката страна бараше не само компромис за името, туку сакаше да доведе до пошироки промени на македонскиот став? Сметам дека имаше луѓе во Грција кои што ќе сака да видат Република Македонија да исчезне, да биде голтната од Србија, абсорбирана од Србија и тогаш името
проблемот со името Македонија самиот по себе ќе исчезнеше исто така. И имаше ли моменти кога можеше да дојде до спогодба од или за тоа недостасуваше политичка волја? During my За време на negotiations, моите преговори will политичката волја немаше. was not there, Немаше and that политичка волја и тоа беше суштинското прашање на натрешната политичка ситуација во Грција и неслужувањето со политичките партии во врска со тоа прашање. years later По неколку години was difficult. состојбата се промени, и The agreement which was finally reached спогодбата која што конечно се постигна деве беше можна. Последно прашање од ова рунда: што според вас беше најголемата испуштена можност? I think that the Мислам дека difficulty, најголемата тешкотија the one I беше она што го напомна предходно. Нема, was afraid side не можев да change its position. не можев да ја менувам да позицијата и ставот. Were Моите инструкции беа the Republic of да Macedonia to change its name. да се доведе Македонија во Mediator ситуација да го смени името и како медиатор. able to do. Тоа е нешто што не можев да го правам. Сигурен сум дека нашите гледачи се возбудени од вашите одговори, но ајде да го свртиме погледот сега кон Преспа. Амбасадор е од денешна перспектива, кој го гледате Преспанската спогодба или договор? It is not perfect. Не е совршено, It solves но го реши проблемот на признавањето the Republic на Републиката as North Macedonia, како Северна Македонија. Тоа ја овозможи entry of Macedonia. влез на Македонија во НАТО. I can understand Можам да разберам дека it is not acceptable to some не беше people, прифатливо за некои луѓе во Македонија, but in international relations, но во меѓународните односи for success, за успех sometimes понекогаш ќе мора да правиш компромиси. Како ваш пријател и новинар, пред 24 години во соравот како новинар и како амбасадор, многу сум среќен и јас сум охрабрен сега да ве прашам и да додадам уште нешто. Што се случи со 5 годишнината на Преспанскиот договор во Атина со двата премиери Ципрас и Заев? И тој момент кога славевме 5 годишнина во Атина, Ципрас каже, парафразирам, Зоран, ако ние чекавме уште неколку денови или месеци, меѓународната заедница немаше да ни даде, ќе не притискаше да го признаеме името на Македонија и дека ќе влезевме во НАТО со ова име за Македонија. Што мислите за овој став или исказ на Ципрас, кој што беше еден од авторите на овој проект Преспанска спогодба? he said it, but Тоа тој го кажа, но тоа не се случи. and at the time И во тоа време не сметам дека беше во позиција да испорача решение would of course кое што ќе биде добро. Секако. Дали смесвате дека Преспанската спогодба го реши спорот или една поглаве само затвори? I think that for Мислам дека political reasons, од политички причини во Грција, I think that the сметам дека agreement
The Prespa agreement Преспанската спогодба was the only беше solution. единственото решение во тоа време. Whether it is possible to Дали е reopen можно the да се now отвори тоа прашање уште еднаш later statesmen е to прашање на идните државници да го решаваат, да го земат предвид. Your Excellency, do you Екселенција, дали смета дека Македонија доби доволно гаранции за зачувување на својот идентитет и јазик? yes, Да, so сметам дека е тоа that, така. of course, is a question Секако тоа е for прашање the за people of Macedonia. луѓето во Македонија да дадат одговор, I think the но сметам дека provisions are одредбите satisfactory. се задоволителни. How do you assess Како ја проценувате формулацијата поврзана со and its името на државата и незиното влијание врз македонското општество? I do not know, Не I've знам, not been to Macedonia не сум бил во for Македонија many years, многу години and I наназад cannot и easily не say можам сега да кажам со леснотија feeling of society како е in чувството Macedonia во is today. општеството во Македонија денес. what would such agreement have Дали been ваквата possible спогодба ќе беше during, можна the period when за време на you периодот were кога involved беше in the вклучени, first вие diplomatic бевте effort? вклучени во вашите први дипломатски напори? It was not possible Не беше можно, because of the затоа position што taken by ставот Greece. кој што го поддржуваше Грција во тоа време, That was the obstacle тоа беше by пречка making progress за да дојдеме до напредок и да дојдеме до решение, acceptable to both. што би било прифатливо за двете страни. Ambassador O'Neill, Амбасадор Онил, I и have in front of пред the case of the truth, only the truth, само вистината е важна retrospective. и преку неа да направиме ретроспектива како новинар кој што е веќе последниве 24 години со вас соработува. Гледачите се сведоци кога сте вие дел од мојата програма, кога генералниот секретар на Обединетите нации беше Бан Ки Мун, неговата екселенција тогаш. Вие тогаш кажавте: слободам, испраќам порака до вашите власти да пишуваат дописи на генералниот секретар и да укажува доста со преговорите. Стоп за преговорите. Не е нормално да повеќе од 20 години се прави такви преговори, да се пишуваат дописи и во денешно време дека ние сме Република Македонија, а не ФИРОМ. Can you say something on Нешто околу тоа, ако може да искоментирате. I do not think Не сметам дека name Faron името Фајром a good one. беше добра работа. It suggested Тоа укажуваше на тоа дека Република Македонија was somehow беше на некој начин of an independent country, помалку независна and држава, it really was. отколку што вистина And, беше. И although for и a покрај тоа што short time perhaps за кратко Faron време was acceptable, тоа беше прифатливо, не сметам дека Republic of Macedonia Република Македонија would like ќе сакаше recall да се нарекува former. поранешна Југословенска република Македонија. It is a Тоа е nation on its own држава која што е to be самостојна accepted. и треба да биде прифатено со своето име целосно, да биде почитувана незината независност. Yes, when we have the end of our interview, I have На крајот на нашето интервју имам две прашања за гласот на народот. reply to me to address И луѓето ме прашуваат да from the page about да видиме сега со Бугарија и новата блокада. Како? Прашањето е екселенција Македонија сега се соочува со сериозен спор со Бугарија. Како вие гледате на тоа прашање? I regret that it Жалам sounds to me што за мене тоа some ways на некој like начин the position изгледа that како Greece took ставот кој што 35 years Грција го имаше пред 35 години, дека тоа сличи сега на тоа the во рамките на European Union Европската Унија, today. како што е денес. The task of Задачата на handling negotiations for the admission третирањето of a на new
преговорите за прием на нова членка треба прво на Европската комисија да и се дадат ингеренции и таа треба да провери научно и сериозно дали тука постои вистински проблем. Колку е голем бројот на луѓето во Македонија кои што се сметаат себе си за бугари, колку мина од нив говорат бугарски, има ли навистина потреба за промена на уставот на Македонија? Не верувам дека е тоа така. Во многу земји има повеќе јазици, се прифатени за користење дури во самиот бизнис. Денес во Британија имаме големи лица, представници на лица кои што доаѓаат од Индија и поради некои цели тие ќе прифатат сик јазикот, би го прифатиле, хинду би прифатиле, дури би прифатиле и арапски за некои од целите со добра смисла. Сметам дека ова не е суштински проблем и другите членки на кои што се ја подржуваат Бугарија дека треба и тие сакаат да видат напредок во правец на приближување на Македонија кон ЕУ и дека овие пречки не треба да видат, ова бариера не треба да биде пречка на патот кон ЕУ. Екселенцијо, една изјава најдов која што е во мојата програма 2022, каде што директно ја критикувавте, силно ја критикувавте Бугарија. Не го блокирајте европскиот пат на Македонија. Дајте да започнат преговори. Дали се стоите на тој став? Да, како што реков, да. Сметам дека преговорите сега треба да тргнат, да почнат и сега е прашање на другите земји членки од ЕУ и за Европската комисија да направи притисок врз Бугарија да ги промени своите ставови во правец на стабилноста и економскиот напредок на земјите од Западен Балкан, од Јужниот Балкан. Има ли сличности помеѓу овој спор со Бугарија и претходниот спор со Грција? Да, сметам дека тоа така. Не ми е баш позната политиката на Бугарија, но сметам дека ова е прашање на внатрешен политички спор во самата држава Бугарија со раководните лица таму и тука треба државност за да тој проблем се реши. Дали историјата уште еднаш се користи и се инструментализира за да се направи политички притисок? Да, сметам дека за да се затвори и да се тргнеме од преокупираноста со историјата, сметам дека е важно прашање и дека живееме во 21. век сега. Како ја проценувате позицијата на ЕУ од аспект на бугарско-македонскиот спор? Обединетото кралство не е веќе член на ЕУ и не ми е познат внатрешните дебати во Европската унија, но ако ЕУ сака да го прошири својот поглед и визии за европската иднина на Балканот, треба да увиди дека е неопходно да се прими исто така и Македонија како членка на ЕУ. Екселенцијо,
одиме понатаму, ги заокружуваме прашањата, сега францускиот предлог и преговорачката рамка. Како го оценувате францускиот предлог? I think it should be followed Мислам дека треба and let us see where it да takes се следи и да видиме до каде ќе не однесе. Дали мислите дека преговорачката рамка создаде нов модел на условување? I would like to think that Ми сакам да мислам дека е од помош. we must see. Треба да видиме. I'm not Не сум closely familiar запознаен блиску со преговорите или со овие одредби тука во тај дали ЕУ ризикува да го изгуби својот кредибилитет на Западен Балкан? Yes, Да, I think it does. мислам дека тоа и го прави затоа што Stability стабилноста на Балканскиот регион е важна за ЕУ and и should be working треба да работи во тој правец ЕУ наместо да following the ги следи internal интерните ambition политички of амбиции parties in на некои страни one EU member во една од земите членки. say Greece or А тоа е или Грција или Бугарија или некоја друга. Каде европскиот компромис и политичката капитулација почнува каде? Каде е европски компромис, а каде е капитулација? that is difficult. Тоа е тешко. It was a problem Тоа беше проблем за Обединетото кралство и why беше една од причините зошто Обединетото кралство ја напушти ЕУ. if you believe Ако верувате future во еднината united на your Обединета Европа cooperating и тесна соработка на државите меѓусебно, accept мора да прифатите дека треба да се прават компромиси. Што вие би ја советувале Македонија во оваа фаза? two things. Две работи. First, to be Прво, patient, да биде трпелива, но истовремено continue да продолжи stress да нагласува на сите земји членки во ЕУ and to the и European за Европската комисија the importance дека е важно to them за нас и за Балканскиот регион и за ЕУ да се прифати the European Македонија да стане членка на ЕУ. Екселенцијо, ова е 35 годишнина од нашата независност на Македонија. И би сакал нешто околу тоа да кажам. По 35 години независност, како ја проценувате сега ситуацијата со Македонија? I think progress has been made Мислам има напредок in many directions. во многу области. Economically, Економски things have not been easy работите не беа лесни за Македонија, because it is затоа што a landlocked state е like with no континентална држава без излез на море to other countries or to the sea. и I'm not closely familiar, не сум запознаен близко со внатрешните работи во Македонија, but it is my impression но има печаток дека with the односите со албанците, community албанската заедница сега much се better. многу подобрени отколку што беа порано. There is a problem Има јасно проблем, one hears in the press, како што читаме во весниците, corruption имаме проблем со корупцијата, of political life и исто така организираноста на политичкиот живот и were made on that. и на натаму што успеа во заштита на својот идентитет и покрај сите надворешни притисоци? Ме молам. I'm not quite clear about Не ми е баш јасно како е формулирано. Може ли да го повторите прашањето? Succeeded. Has Macedonia succeeded?
кои се најголемите достигнувања на македонската држава? The achievements of the Macedonian state Достигнувањата на македонската држава е дека се консолидираше independence, во својата независност it has organized its economy, и ја организира својата економија, it has established постави internal добри внатрешни односи помеѓу различните етнички заедници во самата држава и покрај тоа што се соочува со постојани потешкоти, сметам дека Република Македонија made real progress направи вистински прогрес во последните 25 години a good future. и има добра иднина пред себе. Амбасадоре, имаме уште една пауза во правец на 35 годишнината од нашата независност и потоа ќе се вратиме со последниот сет на прашања. Одиме со мала пауза, со една прекрасна песна за Македонија. Останете со нас. Една емисија, еден човек, еден народен глас. Подсетник дека демократијата не е елитизам, туку учество. Гласот на народот со Слободан Томич, клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Yes. Почитувани, како што гледате, веќе сме околу 70 минута. Ова е голем предизвик што неговата екселенција Робин О'Нил се одважи да ни даде еден подарок. Тоа е подарок за 35 години Македонија и незината независност. Еве влагам во финалниот дел, тоа е персонал тестимони и неговото сведоштво. We going in the last round of the question. Personal testimony. Your Excellency, looking back at those Амбасадоре, значи, гледајќи назад на годините во минатото, на што сте најгорди досега? I am proud Горд сум што бе назначен act да работам, to attempt to да се resolve обидам да го решам dispute спорот over the name of Macedonia. за името Македонија. I am grateful Благодарен сум to the government на владата и на луѓето од Македонија for the warm за топлото добредојде што го all time, доживав секогаш. and I am happy И среќен сум I made што some progress некој доведов до некој напредок во врска со ова прашање, иако not possible. во времето не беше можно тогаш да се реши. I am delighted И there is now сега сум радосен што еве for the state има име за државата widely accepted кое што е на широко прифатено internationally. меѓународно I understand и покрај тоа што разбирам дека within Macedonia во Македонија they give тоа some objections. можеби води до отпор. Екселенцијо, дали има нешто што би сакале да кажете до нас? Sorry? Има ли нешто што е регрет, што жалите? Regret. I have very happy memories. Има многу убави сеќавања од времето што го поминав во Македонија And I found my И diplomatic mission мојата дипломатска мисија and rewarding сметам да беше интересна и корисна and и покрај тоа што во тоа време not successful. не беше успешна до крај. But I value Но ја ценам chance I was шансата што ми беше дадена to carry out that да ја спроведам таа мисија и особено visit да ја Macedonia. посетам Македонија, I found што ја сметам for како за прекрасна и фасцинантна земја. И јас би сакал да ја поздравам владата во Македонија и премиерот Мицкоски да ве покани да ја посетите Македонија по 35 години
Ако се сеќам да повторно дојдете кај нас, затоа што вие сте автор на формулата за името кое што беше подобра, според мене, од она грдо име Северна Македонија. Република Македонија. Скопје, по моје разбирање, ќе беше многу подобро отколку ерга омнес само да се смени фиром во Република Македонија Скопје. Што ме сметате, што мислите за тоа? Мислам дека решението според кое Македонија си ќе го врати своето име е само за своји правни, внатрешни цели, би било добро решение. Но меѓународно тоа не беше можно. И како што реков претходно, јас ги разбирам отпорот што го има кај вас за името Северна Македонија, но барем тоа овозможи да се сврти кон иднината државата Македонија и каде што таа може да се приклучи кон ЕУ, бидејќи моите гледачи како што е да речеме индијците што живеат во Обединетото кралство, тие имаат ист разум и мислење или идеја за тоа како што е во Бугарија случајот. Исто така и за 1991 година кога Македонија на 8 септември прогласи независност, укажа на тоа дека е независна по дисолуцијата од Југославија. Желев ја призна само територијата, а не народот, а не јазикот, а не името. Можете нешто за тоа да ни кажете? Зашто Бугарија не сака да ја признае македонците кои што живеат во Бугарија? И бара од тоа од нас да станат бугарите дел од уставот, а претходно 14 или 15 пресуди од Судот на човечките права во Страсбург не ги почитуваат, значи. Можете ли нешто повеќе за тоа да ни кажете? Мислам дека Бугарија е прилично греши во своите ставови во врска со тоа и дека тоа треба политички поинако да се решава и со поинаков сенс е потребен во Бугарија. За тоа, екселенција, за крај, ако би сакале некаква порака на македонскиот народ да му дадете, која би била таа порака? Нашето минато, исто така, земајте го предвид нашето минато од последниве 24-5 години. И јас најпрви многу го ценам нашиот личен однос во овие години, но за вашето прашање би сакал да кажам дека се уште сметам дека посилна интеграција на државата на Европа треба да направи е неопходна и Македонија да почне да преземе својата целосна улога во овој процес. Лично сметам, жалам што Обединетото кралство ја напушти ЕУ. Мислам дека ќе беше многу подобро Обединетото кралство да останеше членка на Европската унија. Екселенцијо, ви благодарам. Останете со нас во нашата програма 35 години независност на Македонија, како во последните 35 години оно што до сега се случи. И се молам на Господа да ви даде здравје и како што реков пред неколку минути, ако премиерот ви испрати покана да ја посетите Македонија, дали би ја прифатиле да дојдете во Македонија? Да видите како
во Македонија се развива последните години. I would like to, Да, би сакал, at the age of но 94, мојата возраст од 94 години, foreign travel можностите за патување во надвор се very limited. многу But ограничени. may I wish you Но and би сакал да ви all посакам the people of вам и на Macedonia сите луѓе во good Македонија celebrations да славите убаво over the coming days. во наредните денови. Благодарим уште еднаш. Беше задоволство што се повторно сретнавме и што тоа ќе биде дел од мојата нова книга Македонија шаховска табла на балконот. Ви благодарам, нека благодарност и сречни поздрави до вашето семејство. Благодарам и на вас исто. Goodbye. А тоа беше Робин Онил, медијаторот од грчко-македонскиот спор, човекот кој даде несебичен придонес за Македонија. Видовте, се бореше со петни жили да ја даде вистинската формула за Македонија. Не да се спомне тоа ругло име што го и вие не го сакате, меѓутоа беше само за промена на привремената референца. Но некој тоа не го сакаше, сакаше Кичановиќ и да ја заврши работата. И денеска да се вози со јахти по бело, сиво и црвено море, но тоа е. Затоа јас не сум тој да коментирам, тоа има кој да дискутира. Еве тука би замолил, прво да се заблагодарам на мојата екипа, на Жан Станоевски, за неговата несебична поддршка и реализација на Констант, на ова вечерашна ексклузивна емисија од со господинот Робин Онил, на мојот продуцент Кристина Томич, на главниот инженер Ивана Алексовска и програмскиот уредник Владимир Котевски. Одиме со последната песна, а тоа е заветна и со тоа ќе ве поздравам. Бите живи здрави, гледајте не утре во 22 и 15 репризата. За многу години. Пријатно. Една емисија, еден човек, еден народен глас. Подсетник дека демократијата не е елитизам, туку учество. Гласот на народот со Слободан Томич, клучот на демократијата. Ви благодариме што бевте дел од Гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.